Сте пробале ли некогаш да сурфате на даски или да скијате на вода или пак можеби да ве влечат со пловни објекти седнати на гума во форма на банана или крофна? Вакво несекојдневно адреналинско доживување ова лето за прв пат можеше да се проба и во Охрид. Оние кои тоа веќе го направиле, велат дека Охридското езеро е идеално за вакво нешто, но и често пати доброто сурфање зависи од правецот и брзината на ветерот. Се влечеме со даска на нозе, со јаже на глисер. И супер искуство, прв пат пробав оваа година и е презабавно. Фалеше нешто вакво, затоа што од друга перспектива се гледа Охрид, значи малце поекстремна. Пред почетокот на водените лудори низ езерото неопходна е 10-минутна обука од страна на инструктори. Имаме од, би рекол, нај-софт адвенчер пакети до адреналински пакети, значи станува збор за, како што можете да видите, зад нас е бананата и софата, кои се пофамилиарни, по-нежни да речам, не се толку опасни. А на другата страна го имаме вейксурфот и вейкбордот, кои што стварно можат да бидат, мислам, тие се адреналински, но сепак ризикот си е пресметан. Поголем дел од опремата е набавена со подршка на швајцарската агенција за развој и соработка преку програмата ИМЕ. Би сакале да понудиме 7-дневни пакети за идната година и викенд тури, и тоа со кампинг. На една од охридските плажи пак летово функционираше и сурф академија, каде што посетителите имаа можност да практикуваат едрење на даска и исправено веслање на даска. Условите на Охридско езеро дозволуваат овој спорт да им се приближи на луѓето, особено младата популација, децата, затоа што има идеални услови за почетниот стадиум, во смисла има некое ветренце и нема никои бранови, што значи лесно човек може да пристапи кон овој спорт. Најголем интересот меѓу најмладите. Прво учев како да веслам на суп даска. Имав некои мали вежби и на крај, бидејќи тоа ми беше усовршено, после другиот час преминав на виндсурфинг. По колку време сурфаш низ езерово? Па по час, половина час, така. Од почеток тешко е, ама ке се навикнеш, ке се привикнеш. Идејата е, велат, меѓу другото да се промовира здравиот и активен начин на живот. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.